Не стигнуваат реакциите ниту од политиката, ниту од историчарите, ниту од граѓаните на Република Македонија во однос на договорот за добрососедство. Токму затоа вечерва во студиото гостин во телевизија Нова е господинот Филип Петровски, кој што беше директор на архивот. Ве заболува ли вака кога слушате дека се чепка и во историјата и во целона документација која што имате? Ајде генерално, што мислите вие за овој договор за добрососедство? Благодарам за поканата. Мошне чудно е да се нарече договор за добрососедство нешто што треба да се потпише во тајност, нешто што ни подразно не може да го види јавноста. Се зборува дека тоа е во интерес на граѓаните, дека граѓаните побарале такво нешто, а граѓаните не знаат што всушност ќе се потпише. И од другата страна имаме едно ликување, еден триумфализам од страна на Бугарија, која што смета дека на овој начин ќе постигне една значена предност. Доколку беше искрено се ова што се прави, ќе беше дадено одамна на увид и се разбира ќе можеше да се интервенира. Ние се уште не знаеме што ќе биде потпишано и се сомневам дека се работи на штета на македонските национални интереси. Можеме да чуеме дека и претниците ВМРО ДПМН кои што имале увид во прилог текстот дека дале 5 сериозни забелешки дека велат ако се потпише ваков како што е дека ќе биде многу штетен за Македонија. Јас ги повикувам пратениците кои што имале можност да го видат тој договор да го објават. Тие имаат заштита од имунитет и мора да го објават. Вака сериозно прашање не сме да се држи во тајност и небулозите на Заев мора да бидат заобиколени. Предпоставете само обратна ситуација, ВМРО да беше на власт, а СДСМ да беше опозиција, што ќе се случеше и каква хистерија ќе настанеше. Сепак зборуваме во цивилизирани рамки, се обидуваме да дознаеме за што станува збор и се обидуваме да ги заштитиме нашите државни интереси. Се разбира, да не бидам погрешно сватен, ние треба да имаме добрососедски односи не само со Бугарија, туку и со сите околни земји. Ние треба да имаме рамноправни односи, односи на реципроцитет и се што ќе биде побарано од било која околна држава треба да го имаме како право за нашето малцинство во таа држава. Вие добро знаете дека македонци има во сите околни држави и тие ги немаат нити основните човекови права, се маргинализирани, не се попишувани, немаат право на основно образование и така натаму, немаат право на свој културен идентитет, па тие се пак обстојуваат. И покрај интервенции од европска страна, од Совет на Европа, од повеќе меѓународни организации, ништо не се случува. Ниту им регистрираат партија, ниту им даваат школо, ниту им даваат културни организации, дури и физички ги супресираат. И сега, што значи договор за добрососедство? Треба ли да има реципроцитет? Треба ли да има еднаквост? Треба ли да ме уважи тој со кој што јас разговарам, без разлика дали е Бугарија, Грција, Косово, ако сакате, Албанија или Србија. Ние никога не сме покажале нити агресија, нити инвазија, нити сме загрозиле некакви права. Секој сме одговарале позитивно. Во Македонија има обележја од секаков тип. Да ве потсетам на одбележувањето на 100 години од битката на Зебрњак, кое што ќе ја спротивставам на тезата, односно на она што се случува да не можеме да го прославиме заседанието на Аснон во Прокопчински. Значи, ние даваме, другите не ни враќаат и ние сме лошите соседи, другите се добри соседи. Значи, треба да се постави една многу попринципиелна домашна политика, меѓународна политика и дипломатија. За жал ми се чини дека оваа гарнитура тоа не може да го направи од проста причина што има премногу концесии издадено однапред пред седнувањето во столчињата и сега мора да се раздолжи. А смее ли воопшто политиката, без разлика, во моментов е една друга власт, ова е држава на граѓаните Република Македонија, смеат ли граѓаните да бидат ставени во оваква ситуација од страна на политичарите да дознаат суштински договор, да го дознаат дури по потпишувањето? Што тоа е договорено? Ова е за сигурно чин кој што ќе придонесе да се влошат односите. Јас гледам дека веќе се создава хистерија од другата страна на сите што мислат различно од господинот Заев. Тој има сериозна поддршка од една голема пропагандна машина од двете држави и од другата страна се маргинализира народот. Меѓутоа народот врие. Јас не би го подценувал народот. Подценувањето на народот доведе до 27 април и настаните од таа вечер во собранието на Република Македонија и повторно ќе доведе до ескалација доколку не се почитуваат потребите на македонскиот народ. Македонскиот народ долги години, векови се борел да оформи своја држава.
Вие сега не можете тоа да го избришете со некаков договор, затоа што имате концесии дадено кон странство. Треба да се почитуваат жртвите кои што се дадени од наша страна. Имате вие се уште живи луѓе, синови, керки на луѓето кои што гинеа во војните, во двете светски војни, во балканските војни, кои што се сеќаваат преку семејни трагедии и раскажувања на поделбите на Македонија. Вие тоа не можете да го избришете. И мене не ми е апсолутно јасно како може да го прават тоа што го прават, а да не мислат дека ќе има реперкусии. Морам да ве прашам, ќе цитирам некои медиуми. Порано ВМРО ДПМН беше обвинувана дека е партија блиска до Бугарија. Богофили вас ве обвинуваа дека сте биле бугарофил, еве вие сега велите дека овој договор знаете што, како тоа сега од бугарофил стана? Можда сум јас и бугарофил во позитивна смисла на зборот. Јас мислам дека Македонија треба да биде блиска со Бугарија. Ние имаме историска сериозна поврзаност на нашите две држави. Најголем дел од бегалците кои што бегале... Тука сме, нема кај да одиме. Така е, но не емигрирале македонците кон Србија или кон Албанија. Најголем дел кога бегале од етничка Македонија пред поделбата 1913 бегале во Бугарија. И тие таму основале своји семејства. Најголем дел од луѓето кои што живеат и ден денеска во Софија имаат корења од Тетовско, Ресенско, Битолско, да не одам надолу Солун, Костур, Лерин и така натаму. Има една нераскинлива поврзаност помеѓу нашите две држави. Тоа никој не го негира. Ние дури треба да имаме и специјални односи со Бугарија. И тоа мора да бидат тие односи рамноправни. Не може да се доведеме во ситуација да ова што го прави господинот Заев мене ми заликува на окупацијата од 1941 година. Прво ја обзнани Западна Македонија во Тиранската платформа, значи побарање на неговите коалициони екстремни партнери кои што се договараа во Тирана, ја исцрта картата на Голема Албанија, која што впрочем е објавена од платформата на Албанската академија на науки во 1998 година и од таа 1998 година се следи и се остварува во повеќе држави и територии, како што е и на територијата на Република Македонија. И веднаш од друга страна да ги подцениме вредностите на Илинден од 903 година и се што било пред 1944 година. Значи ние самите себе си дозволуваме да си исцртаме други планови, други поголеми карти во наводници за добрососедство. Тоа според мене да молчиме за не е тоа добрососедство. така. И повикувам веднаш да биде објавен овој договор. Македонскиот народ, македонската јавност има право да го види до детали и треба да се стават сериозни забелешки ако навистина нели има од таков тип. Вие кои што гледате најавуваат контрола на медиумите. Да. Тоа значи дека ќе има цензура. Тоа значи дека можеби ќе има и казни, што значи дека вие ќе мора да си воведете автоцензура, што значи дека веќе нема да има ни слободно информирање. Па што е ова? Време на информбиро, тоталитаризам. Каде се враќаме ние под лажниот превес на добрососедство? Тоа не може и не смее да биде дозволено во никој случај. Јас видов текстови во Бугарија од една новинска агенција која што ги наведува сите телевизии и сите сајтови во Македонија како пример за нарушување на добрососедство и буквално има една стигматизација на медиумите од Македонија. Тоа се работи во последниве месец дена. Што значи оние кои имаат увид во договорот и ако веќе се спремаат да воведуваат казни за слободното информирање на јавност, односно за тие што го формираат јавното мислење како медиуми, веќе се работи на таа тема и се води евиденција. И тоа од друга држава. За мене тоа нелогично и во најмала рака неприфатливо. Да, тоа излезе како официјална информација дека ќе постои таква комисија која што ќе следи дали негативно се зборува, меѓутоа како ќе го натерате народот да чувствува добрососедство ако е подчинет со овој договор од една страна, нели? И медиумите нормално ние сме дел од народот. Мене ми се чини дека целава оваа операција која што е избрзана, која што е недипломатска и тотално непатриотска, не кореспондира со нашите потреби, ќе доведе до влошување на односите. Ние сите имаме добри односи. Ја не знам да имало лоши односи помеѓу нашите две држави. Може ли некој ми наведе некој пример што е тоа што е лошо добрососедство меѓу нашите две држави? Може би некои новинари во Македонија, некои новинари во Бугарија, некои историчари во Македонија, некои историчари во Бугарија. Но на државно ниво односите беа во ред до сега.
Јас не гледам отворени прашања. Бугарија прва ја призна Република Македонија. Значи, и ја призна историската реалност и помогна на Македонија да се етаблира во меѓународното обкружување, што само по себе покажува дека ние имаме добри односи. Јас лично сум разговарал со нивниот председател Желју Желев, бевме лични пријатели и ми раскажуваше како е натерал Русија, односно Јелцин, да ја признае Македонија. Значи, они имаа период во кој што сериозно и ја помага и активно меѓународно учествува да се етаблира Македонија. Тоа не може да биде заборавено од наша страна. Но ова мене ми се чини како византиска игра и ми се чини дека нашиве влетаа во играта во таа еуфорија дека се нова влада, дека ќе тркнат до Атина и ќе го решат спорот за името, ќе тркнат до Добија Софија. Ладен Туши од Атина. Па да, и дека ќе тркнат до Софија, ќе ги решат проблемите, ќе тркнат еве и до Сараево, ќе се поклонат на гробот на господинот Трајковски, председателот наш, кој што не го признава, и така натаму, и така ќе се решат проблемите. Проблемите се повеќе слојни или тоа се, како да ви кажам, во меѓународните односи постои континуитет. Меѓународните односи и комуникацијата меѓу државите не се менува така лесно. И ако ние сме имале добри односи, јас не гледам причина да тие се нарушат само за лажниот триумфализам и еуфорија кои што беа воведени и нели од режимските гласила во Македонија, пласирани како некаков не знам каков успех. Ако е тоа успех, зошто не се обзнанува документот? Така. Морам да ве прашам сега, зборувате дека сме имале добрососедски односи, немаше некоја информација дека владата на ВМРО-ДПМН има проблеми со Бугарија. Напротив, Борисов дури е и поблизок по идеологија на ВМРО-ДПМН, а сега одеднаш, како со нож пресечено, против Груевски од страната на СДСМ. Од каде таков одеднаш пресврт? Дали е само поради фактот што СДСМ ги направи остапките што Бугарија ги бараше или? Еве за вашата емисија, односно за вашите вести, за вашите гледачи, ексклузивно нешто што досега не е спомнато во медиумите. Имено се зборува по кулуарите дека на Борисов му биле однесени папки со некакви разговори. Зборувам за овие Прислушкуваните разговори ги спомнувате? прислушкуваните разговори. Ако е тоа точно, Тоа би било сериозен скандал. А се зборува дека во неколку наврати е тоа направено, тогаш мене ми е јасно зошто почнува да се менува политиката или зошто Заев се наметнува така како што се наметнува. Ова е мощне опасен преседан и владата треба да се произнесе дали такво нешто направила. Исто така владата на Заев треба да се произнесе дали тоа го повторила и со други држави и дали лицитира со некакви разговори кои што добро знаете дека најголем дел беа монтирани и злоупотребувани во детали, односно во делови кои што му одговара на Заев, ги користеле и надвор од Македонија. Дури може би станува збор и за велепредавство, кое што не би ме изненадило да се случило. Зборувам, не се проверени овие. Само да потврдам дали добро ве разбирам. Значи се зборува дека снимки од врвот на владата на Република Македонија, прислушкуваните разговори кои што видовме, сите министри, вклучително со премиерот. Делови кои што се однесуваат на одредени држави, посебно до Бугарија, му биле дадени на Борисов да ги чуе, тоа се зборува? Точно тоа се зборува. Тоа би било невиден преседан и скандал, доколку тоа навистина се случило без разлика од кој ги однел тие разговори, дали под рака или официјално. Апсолутно станува збор за голем скандал и ако е точно, а тоа треба да се провери, ќе се провери, во иднина тоа нема да може да остане тајна, станува збор за велепредавство. Ќе се вратиме повторно да разговараме за ова, сега ми од режија дека е подготвен прилогот на колешката Сања, која што правеше една анализа на гледањето на Бугарија на Република Македонија, фактот дека не постои македонско малцинство, македонска историја и така натака, но и како политичарите пред 10 години гледа на ова, конкретно Бранко Црвенковски, а како се гледа денеска од истата партија. Македонија одамна мака мачи да реши суштински прашања со Бугарија, а проблемот постои бидејќи Бугарија е уверена оти македонците се неосвестени бугари, а нивните ставови дека нема македонци во Пиринска Македонија, како и дека нема влез во Европската унија без потпишување на договор за добрососедство, им се добро познати на јавноста.
Нивните ставови очигледно не се променети, но за разлика од бугарските, македонските граѓани веројатно имаат различна слика за преговорите, спротивна на онаа од пред 10 години. Договорот за добрососедство е безмалку клучен за Бугарија да ни подаде рака на патот кон ЕУ. Македонската страна имаше децидни ставови дека во Бугарија гледаме пријател, како и дека е добро да се потпише договор за добрососедство, но скептичноста во искреноста на Софија секогаш беше присутна. Во 2010 година тогашниот председател на социјалдемократите Бранко Црвенковски од Софија упати јасна порака до пријателска Бугарија да го признаат македонскиот народ и јазик. Тој неколку пати посочуваше оти бугарската страна е единствената која може да ги реши проблемите преку признавање на правото на самоопределување. Неподготвеноста во Бугарија да се признае засебноста на македонскиот народ и засебноста на македонскиот јазик создава сомнеш. Ја ви тврдам дека ако тоа прашање се реши, а може да го реши само бугарската страна, испочитувајќи го тоа право, дека во тој момент никаква резерва во моментов и во наредните не знам колку години, децени или векови во односите меѓу двете земји и двата народи повеќе нема да постои. Доколку се навратиме уште поназад низ годините, не можеме да ги одминеме изјавите на Ѓорги Спасов, генерален секретар на СДСМ, а поранешен министер за правда и амбасадор на Република Македонија во Софија, кој пред 18 години гласно ја критикуваше декларацијата, врз чија основа сега треба да почива договорот кој ќе го потпише Зоран Заев. Во изјава за Дневник Спасов вели дека најавеното решение дека јазикот на кој ќе биде подпишана декларацијата се јазиците кои се официјални според уставите на двете држави е неприфатливо и скандалозно. За СДСМ и Спасов формулацијата на македонскиот јазик според уставот на Македонија тогаш не значеше признавање на јазикот, туку ограничување на неговото постоење само во уставот. Спасов тогаш беше загрижен и за нејасното дефинирање за грижата на македонското национално малцинство. Според него, тогаш, откажувањето од македонското национално малцинство представуваше противуставен чин кој може да има сериозни последици за државата. Уставот на државата е дециден и обврзува државата на заштита на националното малцинство во другите земји, а никој, особено премиерот, не смее да ја прекрши таа одредба. Тоа би било преседан, зашто и другите соседи во догледно време можат од нас да побараат да се откажеме од нашите малцинства во регионот. Според Спасов, тогаш беше фрапантно што не се знае врз основа на што се потпишани тие договори, а требаше и да се види дали тоа представува национално предавство. Премиерот Заев и делегацијата која беше во Софија не излегоа со детали пред македонската јавност за тоа што е договорено, а жестоките поборници против потпишувањето на декларацијата овој пат немаат коментар. Заев во Софија за време на дводневна посета договори нешто што многу влади пред него не договориле. Па останува отворено прашањето дали Зоран Заев е подобар преговарач од сите негови претходници или пак можеби со леснотија прифаќа услови и работи со кои не ја запознава македонската јавност, а кои веројатно би биле штетни за Македонија. Може ли да ми прокоментирате, господин Петровски, дел од ова? Значи, факт е дека дури Бранко Црвенковски пред 10 години го има малте не истиот став кој што го имате вие, дека треба да биде признаено македонското малцинство, дека има делови да се потпише тој договор кој што мора да бидат усогласени, а неговата иста партија, новиот сега премиер и лидер на партијата со сосема спротивни ставови. Најнормално е да бараме реципроцитет и еднаквост во добрососедството и најнормално е да бараме права за нашите сограѓани македонци во околните држави и да го добијат истото што го имаат во Република Македонија. Ние сме лидер по давање права на малцински групи, можеби не само на Балкан, туку и во Европа, и она што го бараме е да ги има тие основните права. Мене не ми е јасно како може било каква владина структура да се откаже од таа здрава логика и потреба да се заштитат нашите сонародници. Еве, добро е што ги подсетивте вашите гледачи како некогаш зборувал Бранко Црвенковски. Што се променило во рамките на СДС, ја не знам. Меѓутоа се сомневам дека станува збор за многу концесии кои што се дадени пред да се формира влада од партија која што загуби на изборите. Меѓу другите концесии, тоа се некој вид на долг. Па тоа се концесии дадени кон странските представници во Скопје,
кон големите и моćни држави кои што на некој начин ги контролираат и нашите соседи. Што ќе исполнуваат на вистина не знам, пак ќе ви кажам, не го видовме договорот. Можне чудно е да не се обзнани. Ете и таа декларација 99 година беше обзнанета, но декларацијата е на многу пониско ниво правно од договор и гледате какви реакции имаше. И добро е што имаше реакции за да се утврдат црвени линии од нашата страна. И врз основа на демократски реакции, разноликост во размислувањето, вие формирате едно милје, односно утврдувате политика на државата. За жал, тогаш беше така, сега не е. Сега немате на што да реагирате, бидејќи не знаете што ќе се потпишува. Рекоа дека ќе се слави заеднички Илинден и веројатно тогаш ќе се потпишува, меѓутоа гледаат дека има многу реакции и најверојатно тајно некаде на први навечер ќе се потпишува, затоа што е многу полагодно да се сокриете во некоја зграда и надвор да ве чува полиција, отколку да се соочите со народот на Мечкин камен, кој што традиционално доаѓа на 2 август, да си ги чествува своите херои и својата историја. Така што никој не знае што ќе се случува и тоа е многу чудно како се одважија на еден ваков чекор. Веројатно мисла дека кредитот кон надвор им е толку голем што ќе бидат заштитени што и да направат, но јас би предупредил дека не треба да се играат со чувствата на народот и дека треба да се уважат потребите на народот дома. Што ако не? Што ако овој договор, без да го види јавноста, биде потпишан на први? Што доколку овој договор е навистина штетен за граѓаните Република Македонија, нашата историја, малцинство и така натака, а ете потпишане. Што како политичар може да направите? Што очекувате од страна на граѓаните? Има ли назад доколку се потпише тој договор? И доколку Бугарија го ратификува, како што најавува дека ќе го ратификува и во Обединетите нации и во меѓународната јавност? Знаете што, договорот што ние го потпишавме во 95-та година со Грција, кој што ги обврзуваше да не не спречуваат да се зачленуваме под референцата во меѓународните организации, никогаш не е ратификуван во грчкиот парламент. И токму затоа скоро ништо не можеме и да направиме. Ние нели ги добивме на меѓународниот суд на правдата, меѓутоа тоа е договор кој што они не го ратификувале. Ратификувањето значи дека вие го внесувате во домашниот правен систем тоа што сте го договориле меѓународно. Ако они договорат цензура у медиумите и го ратификуваат тоа значи дека вие ќе бидете цензурирани. Тоа баш и не ми делува за некоја добрососедска или демократска придобивка која што ние ќе треба да ја фалиме. И дури пак и не знам друг пример да друга држава однатвор наметнала, да речеме, не знам, Канада на Америка или Америка на Мексико или Германија на Франција и обратно, како да ги третира медиумите или средствата за јавно информирање или слободата на говорот. Ние што ќе воведеме? Вербален деликт ли? Така што јас не знам, воопшто просто не ми е јасно како се прифатени такви елементи. И од друга страна, ќе биде тешко, веројатно ќе треба да се повика Иванов да го отфрли, бидејќи со закон се ратификуваат, ќе ги врати уште еднаш и треба да се повика народот да го изрази своето мислење. Ви благодарам за ова гостување.